Што е тоа заедничко помеѓу Боки Тринаеска и Батесаше началникот, освен тоа што садеа краставици со Зоќе наш, Нобеловец без Нобелова награда? А и тоа што краставиците не им искочија криви, туку малце округли како воланчиња, па со нив брм си отидоа до затвор и тамо ќе останат на подолг период. Значи, прво заедничко е тоа што се бандити пар екселанс. Боки од ситните криминалци во обид да влезе во првата бандитска лига, а Батесаше е еден од тие 16 години што се пласираат во лигата на бандитските шампиони, а понекогаш е тамо прв, понекогаш втор, ко овие најбогатите фудбалски клубови, тоест бандитски клубови, и како втора заедничко им е тоа што се многу сексуални. Боки по машките, началникот по женските. Ама сега по сила на нештата ќе бидат принудени на абстиненција некое време, барем Батесаше, а Боки таму каде што е во моментов ќе има шведска маса секој ден. Мевца во изобилие. Како трето, двајцата се бават со спорт. Боки со спортови со рекет, односно земање пари во име на виша сила која стои зад него, зашто никој не дава пари на бивша звезда на фарма, нели? А Батесаше е пак по спортот прислушкување во далечина, со кој постигнува одлични олимписки резултати. Четврта работа е што не се занимаваат со ситна пара, него само со милиони. И кај нив све е во милиони, стекнати од плата или од хонорари на замрзната сметка што дае. Пета работа, им е тоа што Боки прозборе кој е шефот, ама никој не го есапи удржава. Сите глуви, од обвинител до полиција, а Батесаше нема шанси да прозбори. Зашто не таков? Таинствен, повлечен во себе, скромен дечко. Нели, не сака да ги обвинуваат другите кога не се држат до договореното. Битно, тој си се држи до договореното. Мудро чути и си собира години робија. Не баре се сликички од европско. Или он знае, или мисли дека знае нешто што автоматски ќе го извади од таму. Само Зоќе знае дека може сите да ги заебе, па и него. Заедничко им исто тоа што ниту едниот, ниту другиот нема да вратат ниту евро од тоа што го здиплиле. И среќно ќе се живеа до крајот на животот, кога некој Стево ќе ги амнестира пред некоја нова година, додека ние стоката ќе акаме по Банско и Копоник, неизживеани и ненајадени и добро оплячкани. Ете така, и завчера Боки понуди снимки со Зоки за слушање, ама никој не го пренесе. Не е веќе интересен. Демоде е станат. А Батесаше, за разлика од него, понуди 10 милиони крваво заштедени пари од платата и обвинителот му ги прифати. Дека добра сума понуди. Арна, ама, со судов не се договорија и ништо од бизнисот. Ај следниот пат ќе се договорат, нели, кога ќе им задзвони телефонот од горе. Види, во Македонија е тешко да бидеш криминалец до првиот милион. После единствено што ти фали е да го знаеш, нели, бројот на телефонот, нели, тој од погоре, и да си платиш ко човек, и немаш проблем. Ова ме подсетува на онаа стара добра бугарска поговорка: она што не го решаваат малку пари, го решаваат многу пари. Сега ми е навистина преку Тасевски. Се надевам дека малку ве опуштив, можете слободно да одите на спиење и сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате.